Добар ден, почитувани. Стартува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Внесуваат ли премногу сол и шеќер децата во исхраната? Какви се нутритивните аспекти на детството? Се менуваат ли потребите за хранливи материи со возраста? Колку често децата ги занемаруваат внатрешните сигнали за ситост и јадат повеќе отколку што им треба? Се повеќе деца се соочуваат со проблеми со тежината. Дали кај нив смее да се примени режим на исхрана во кој што ќе бидат исфрлени мастите? Колкави и какви оброци треба да им се нудат на децата за тие да се сметаат дека се здрави? За сето ова денеска детално од разговорот со професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија, раководител на оделението за физиологија и мониторинг на исхрана при Институтот за јавно здравје. Останете на Телма и видете каква храна јадат децата во градинките, училиштата, но и дома. Зголемината телесна тежина и дебелината кај децата и понатаму е водечки јавно здравствен проблем во светот, бидејќи понатаму води кон низа здравствени проблеми во адултната возраст. Каква е состојбата со дебелината и покачената телесна тежина кај децата кај нас во Македонија во споредба со другите земји и какви се навиките за исхрана во градинките, училиштата, но и во домовите? Ќе ни појасни денешниот гостин професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија, раководител на оделението за исхрана при Институтот за јавно здравје. Добре ни дојдовте, професоре, во студиото на Телма. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Денешната емисија ќе опфати низа анализи кои што ќе ги презентирате, а се дел од Светската здравствена организација, во кое што во чишто анализи учествувавте вие како институт. Најнапред ќе започнеме со нешто што пред некоја година го спроведовте како истражување кај нас, се однесува на употребата на сол и шеќер во исхраната кај децата во градинките и училиштата. Внесуваат ли децата премногу сол и шеќер? Кога правиме анализи во однос на исхрана во, да речам, во затворени заедници како што се училиштата и градинките, каде што ние ги анализиравме тогаш во тоа истражување она што им се нуди како оброк на децата во сите градинки и во дел од основните училишта, бидејќи не сите основни училишта добиваат тој тип на целодневна, како што викаме, исхрана. Ние дојдовме до определени заклучоци во кои што ни укажуваат дека распоредот на исхраната во однос на внесот на макронутриенси е задоволителен, би рекол. Значи, како се распоредени внесот на јаглехидрати, масти и протеини во исхраната на децата. Меѓутоа, има определени девијации во однос на тоа од училиште до училиште, како би рекол, и од градинка до градинка. Генерално внесот на шеќери е зголемен. Така што главен фокус во коригирањето, би рекол, на тоа што јадат нашите деца во училиштата, градинките, па и дома, по домашни услови, треба да биде насочено повеќе на корекција на јаглехидратите и шеќерите, простите шеќери што ги викаме, како дел од таа јаглехидратна база која што ја внесуваат нашите деца. Кој дел е спорен? Спорни се така наречените прости шеќери. Бидејќи во делот на апсолутно еврокрем, така е, доколку одиме во однос на производи, се што спомнувате спаѓа во тоа. Инаку како прост шеќер, ние ги сметаме главно моно и дисахаридите. Кога велиме дисахарид, прво ја замислуваме сахарозата, значи оној бел шеќер, па дури и кафеав, ако е, тоа се уште сахароза. Значи тоа е еден од користените прости шеќери кои што во сите овие што ги спомнавте производи се користи за тој производ да биде произведен. Секако и другите шеќери, како што се глукозата, како што се фруктозата или овошниот шеќер, кој што го има во овошјето и не го сметаме како штетен по здравјето, затоа што е интегриран во самата овошка,
Меѓутоа, доколку во производствениот процес при технологијата на производство се додаваат од надвор тој тип на шеќери, исто така ги сметаме за додадени шеќери. И тие додадени шеќери се главен проблем во исхраната на нашите деца во моментов. Велат дека за да работи мозокот потребни се шеќери, и сега некои родители сметаат дека пред тест или пак пред испрашување на нивното дете е пожелно да му дадат чоколадце или пак нешто благо. Тоа всушност спаѓа во овие шеќери. Корисно ли е? Може ли да се практикува? Не, ја мислам дека како пракса тоа треба да се, значи не треба да биде пракса. Корисно ли за концентрацијата? Тоа ми беше прашањето. Знаеме дека не е корисно за телото. Брзите шеќери понекогаш се корисни доколку имаме потреба од интензивна нивна потреба, за да може во нивниот катаболизам при нивното разградување да ни дадат доволна енергија за нешто итно и брзо да направиме. Меѓутоа, онака како што се тие компонирани во чоколадца или во нешто кое што има значајна концентрација на шеќери, а покрај тоа уште еден куп додадени состојки, дали се трансмасни киселини или еден, сега да не наврегувам во технологијата, меѓутоа освен шеќерите, кои што ние ќе сметаме дека ќе ни дадат корист, има уште еден обем на други макронутриенси, па и микро, кои што апсолутно немаме потреба и нема да го дадат саканиот ефект. Знаеме дека спортистите, оние кои што интензивно спортуваат, гледаме Тур де Франс или некој АТП турнир во тенис, па гледаме дека оние на кои што им е потребна брза енергија, не јадат чоколада, туку јадат специјално припремени јаглехидрати, за да може соложени, па и прости. Меѓутоа, во таква композиција кој што нема дополнително да го оптоварат организмот, туку ќе дадат точно само брза енергија, односно тоа што му треба. Во чоколадото тие не се така компонирани, така што ја мислам дека тој тип на пракса не е оправдана и нема да му помогне на детето. Да биде поконцентрирано или што викате вие пред тест. Значи еден добар поедок апсолутно е решението. Апсолутно. Во кој што ќе бидат елиминирани простите шеќери всушност. Еве како треба да изгледа еден добар оброк. Јас не викам дека комплетно треба да ги елиминираме. Меѓутоа ние воспоставуваме во нашите препораки за исхрана, ние од 2014-15 сега веќе е поминато време во кое што можеби ние треба да ги ревидираме тие, меѓутоа генералните препораки и тогаш и сега не се сменети, дека тие прости шеќери кои што ги спомнуваме треба да бидат максимум 10% од вкупниот енергетски внес. Значи сега детето внесува 1500 калории во текот на денот, 10% од 1500 калории треба да бидат, да речам, со потекло од прости шеќери. Значи, ако си 1500, 150 треба да бидат од прости шеќери. Сега има формула тоа и во грами да го претвориме, меѓутоа тој треба да биде отприлика соодносот. Не можеме ние сега да мериме калорија 5-10 ваму или таму, меѓутоа кога правиме некој сооднос или кога имаме некоја чинија пред нас, треба да го имаме тоа предвид. Инаку препораките за исхрана сега се базирани, порано беше таа пирамида на исхрана многу актуелна. Сега е таа чинија на исхрана е уште поактуелна не заради тоа што е поправилна од пирамидата, тука е малку посликовита, поиндикативна за оние кои што се корисници на оброци или кои што ги спремаат оброците. Во нив пола од оброкот би требало да биде овоше и зеленчук, четвртина би требало да бидат целозрнести жита, интегрални жита, и 1/4 би требало да бидат така наречени здрави протеини. Значи протеини кои што потекнуваат или од растително потекло, или ако се од животинско потекло, има градација. Првенствено да бидат од она бело, да речеме, месо, па подоцна од црвеното месо. Значи, така некако треба да го конструираме она што го јадеме во текот на денот. Овие препораки ги имаат градинките и училиштата? Градинките и училиштата ги имаат овие препораки. Она што е добро што градинките и училиштата имаат нормативни акти. Значи ние успеавме, ние како поддршка на министерствата кои што се одговорни за градинките и за училиштата, значи за труд и социјала за градинките, образование за училиштата, ние успеавме покрај препораките што ги направивме, тие препораки да бидат како подзаконски акти, значи нешто што се обврзани да го следат. Значи тие имаат и во училиштата и во градинките препораки за исхрана со насоки кои што мора да ги почитуваат и кои што
оние кои што се задолжени за тоа, а и ние како Институт за јавно здравје би можеле да се повикаме кога би барале корекција. И ние во извештаите кои што и на годишно ниво ги даваме до Министерството за здравство, согласно Националната годишна програма за јавно здравје, ги даваме нашите насоки во однос на тоа што го наоѓаме, како пракса во училиштата и во градинките, насоките ги даваме согласно овие облигаторни правни акти кои што треба да ги се задолжени да ги почитуваат училиштата и Баравте да се направат корекции, бидејќи еве се внесува повеќе шеќери од потребното. Корекциите ние ги правиме насоките кои што прво морам да кажам дека од моментот кога сме го правиле тоа истражување до денес, ние гледаме подобрување. Ако тоа ги прашате и родителите, и тие тоа ќе ви го кажат. Так. Ние ова што го гледаме како подобрување базирано на состојба која што ја гледаме, а квалитативното и задоволството на родителите не сме го истражувале, туку емпириски, значи она што го добиваме како рефлексија кога правиме некој друг тип на анализи. Родителите се повеќе задоволни од она што било претходно. Тоа не значи дека тука треба да се застане и не треба да се подобрува. Секако дека има голем простор за подобрување, меѓутоа тоа што имате правен акт за среќа во исхраната, кога имате правен акт, многу побрзо се подобруваат работите отколку кога имате препорака. Така. Тоа е веројатно и во сите сфери на општеството така, и во сите сфери на науката. Нашето општество се уште не е доволно созреано да работи на препораки. Ние се уште треба да работиме на такви задолжителни акти, така што тоа регулацијата во исхраната функционира и на овој доказ на овој пример ние можеме да покажеме од кога се воведени правно задолжителни акти, подобрена е ситуацијата и во внесот на макро и во внесот на микронутриенси. А солта? Солта е еден од микронутриенси затоа што е базирана на натриум. Натриумот е микронутриенс кој што се внесува многу повеќе од препораките. И во исхраната на возрастните и во исхраната на децата. Знаеме да засолуваме. Не само што знаеме да засолуваме, засолувањето е на таа хиерархија на потези кои што би требало да ги направиме во врска со намалување на внесот на солта, некаде на дното е засолувањето. Ние треба да се справиме со она што го имаме како сол во производите кои што се нудат. Производите кои што се нудат, почнувајќи од лебот. Така. Главен извор кај нас е лебот, суомеснатите производи, сирењата и нивните деривати. Значи тоа се три групи на производи кои што содржат најголема количина на сирење. Под леб подразбирам и дополнителни пекарски производи, не само лебот, во кои што имаме значителна количина на сол. Така што тоа ни е проблем и пред еден месец ние дадовме предлог програма до Министерството за здравство со што би требало да почнеме и со акцијски план како институт го спремивме, со што би требало да почнеме да се справуваме кога е во прашање солта. Значи да се изфрли треба солта сосема од лебот? Не, апсолутно не треба да се изфрли. Нашите препораки се инаку за да речеме дека немаме проблем со солта, треба да внесуваме помалку од 5 грама дневно за возрастни и помалку од 3 грама дневно за деца. Ние немаме амбиција дека ќе дојдеме до тоа, затоа што најновите податоци кои што пред некој месец излегоа во еден журнал, мислам, труд испечатен во журнал со импакт фактор и базирани на научни факти, покажуваат дека ние сме во земјите од Европа кои што внесуваат на врвот од земјите во Европа. Не први, меѓутоа меѓу врвот на земјите од Европа кои што внесуваат сол, значи околу 12 грама дневно по човек. А препорака е 5. Значи повеќе од дупло. Повеќе од двојно внесуваме и сега ако сакаме тоа да се смени, ние нема со досолување тоа да го сменим. Ние треба системски промени во општеството да направиме, пред се како се произведуваат производите, па евентуално да дефинираме највисоки нивоа на сол во определени производи, а во определени да препорачаме. Тоа бара една комуникација постојана со производителите на храна, под број 1, и во исто време и нашите потрошувачи, она што го викаат во англиската терминологија, нели empowerment,
појачаме нивните знаења и нивните пракси во врска со солта. Да сватат дека да се зголеми знаењето и да сватиме сите како потрошувачи дека толкава количина на сол која што ја внесуваме апсолутно не ни е потребна. Други докази покажуваат дека во Македонија најголем ризик по здравјето, значи најмногу штета по здравјето и по економијата во државата е алоцирана во болести кои што се поврзани со зголемен внес на сол, односно со зголемен крвен притисок. Кај нас број еден здравствено-економски индикатор кој што придонесува за функционирањето на луѓето штетно е високиот крвен притисок. А тоа е директно поврзано со внесот на сол. Со количеството на сол. Што се внесува очигледно од најрана возраст децата почнуваат да внесуваат во голема количина. И кај нас се смета генерално дека можеби со солта ќе се подобри вкусот и така натаму пеете се додава некојаш малку. Да. Тоа не е точно, затоа што истражувањата покажуваат кога би се внесот на соди до 15% во однос на тоа што вообичаено се додава, на вкусот тоа нема да делува. И луѓето нема да почувствуваат дека 15% од солта е намалена. А ќе има драматично подобрување во однос на ризиците по здравјето, да. А дали се менуваат нутритивните потреби, односно потребите за хранливи материи кај децата со возраста? Видете, ние детскиот период вообичаено го делиме на три, би рекол, дела. Првиот е делот на новороденче, кога детето се раѓа, до првиот месец, тоа е новороденче. Од првиот месец до првата година е доенче и од првата година до 3 години е мало дете и над 3 години е веќе дете. Овој период над 3 години ги опфаќа препораките и за возрастни. Значи детето, па јас би рекол и над 2 години, некои препораки за исхрана ги базираат од 2 години па натаму, значи тие веќе треба да јадат и да имаат некои навики во исхраната кои што ќе бидат иманентни во нивното адултно доба. Во смисла на бројот на оброци, во смисла на тоа што се јаде во неговата околина треба и детето да го јаде. Она што е разликата, јас не би коментирал во однос на новороденчето и доенчето, пошто тоа се повеќе прашање за колегите педиатри. Аспекти. Она што е препорака за исхрана, веќе солта се разликува што децата треба до 3 грама кај нив е. Ако возрастен треба до 5, кај нив е до 3 грама. Меѓутоа со односот на внес на прехранбени состојки или макро и микронутриенси се разликува само во тој дел што кај децата треба да биде намален калорискиот внес. А пропорциите се еднакви со тоа што ако различна е пропорцијата од 2800 калории колку што внесува возрасен до 1200 или 1300 колку што внесува дете. И натаму простите шеќери не треба да бидат повеќе од 10% од вкупниот енергетски внес. Јаглените хидрати треба да бидат 50 до 60%. Заситените масни киселини треба да бидат исто помалку од 10% од вкупниот енергетски внес, така што тие соодноси се еднакви за децата и за возрастните. Само масата на калории е помала кај нив. И споменавте за сетините масни киселини, велат да се избегнуваат, што значи тој кај децата може да направат штета? Има некои истражувања, дали да речеме кај деца се покачува холестерол или пак се јавуваат атеросклеротични промени? Ако тоа го испитуваме кај децата, веројатно кај поедини дечиња ќе го најдеме и холестеролот како проблем. Ние како лекари кои што се занимаваат со јавно здравје пробуваме големата слика да ја видиме и да видиме дали е тоа проблем на популацијско ниво или не е. Вкупниот внес на масти во нашите препораки за исхрана е дефинирана 35%. Добро. Додека препораките на Светската здравствена организација велат да биде до 30%. Значи ние дозволуваме затоа што кога науката за исхрана се развиваше во почетокот на овој милениум, би рекол, мастите беа затоа главно дебелината е главно поврзана со мастите. Тие беа озогласени. И тие беа озогласени. Со време видовме дека не сите масти се исти и овие заситени масни киселини точно дека тие треба да се избегнуваат. Тие се лимитирани. Еве да споменеме. Видете, тие ги има секаде. Ако сакате да замислите заситена маст, прво видете конзистенцијата на маста. Што
во заситените масти немате двојни врски. Двојните врски во тој ланец на водородни и јаглеродни иони, ако немате двојна врска, таа маст е заситена, а таа заситена маст дава цврста конзистенција на маста. Сите масти што се цврсти. Апсолутно. Тие се заситени. Незаситеноста дава и потечна конзистенција на маста, така што повеќе двојни врски, таа маст станува незаситена и тие незаситени масти обично се во потечна состојба или можат полесно да се мачкаат и така натаму. Ние тие заситени масни киселини кои што спомнавте, тоа се дел од производите кои што ги има, веројатно и во другите, во технолошки процеси се користат. Во сите производи речиси се присутни. Да, а од друга страна и овие кои што се незаситени може да бидат мононезаситени и полинезаситени. И тука веќе има класификација. Мононезаситените маслиновото масло, речеме, е мононезаситена маст. Сончогледовото масло исто ние може да го користиме, тоа не се спомнува, меѓутоа тоа е добра пракса кај нас. Сончогледовото масло исто е растително масло кое што е добро, нема потреба, мислам, доколку ние добро е да биде маслиново, меѓутоа и сончогледовото е доволно добро. Полинезаситени масти пак тие најчесто ни омега-3, омега-6 ги добиваме од протеинските храни, особено од риби и така натаму. Така што не можеме само на ние како го менуваме начинот на исхрана, па и кај децата, дури и кај возрастните, треба да ги менуваме целосно навиките, не да менуваме само внесување или невнесување на еден производ. Тоа нема да ни даде резултат, а горе-долу ќе го истошти организмот и затоа што дури и во најлошата храна, јас честопати тоа на студентите кога им спомнувам и им кажувам дека и во најлошата храна, еве тука на сликите гледаме храна, брза храна и така натаму. И внатре има состои кои што се важни во нашиот организам. Не е ова, затоа борбата да се јаде здраво и да се намалат ризиците по исхраната е многу потешка, да речеме, од борбата со пушењето и со тутунот, кој што во еден период беше проблем. Таму знаеме дека се е штетно. Тука веќе многу покомплексно. Да, овде има и состојки во најлошата условно храна, има состојки кои што се добри. Вела дека децата не смеат да применуваат исхрана која што е сиромашна со масти, односно од која што се isfрлени мастите. Да, јас сум противник на isfрлање на кои да било нутриенси, особено макронутриенси, комплетно isfрлање. Тоа е веќе еден тип на исхрана кој што би се применувал доколку имате некоја состојба која што е патолошка. Значи имате определена болест, ризик фактор кај некое дете и треба да се isfрли некој тип на храна комплетно. Меѓутоа доколку немате тој тип на здравствени проблеми, треба од сите нутриенси да се внесуваат, меѓутоа да бидат во овој баланс кој што го кажував. Балансот кој што веќе неколку пати го споменавте. Да. Isfрлањето може да биде причина на определена храна само доколку имате здравствена состојба која што тоа го бара. Например, немате ензим кој што ги разградува мастите. Имате заболување на панкреас и така натаму. Но не значи кадете со покачена телесна тежина треба биде ставено на ваков режим на исхрана. Не, апсолутно. Тоа може да се размислува за возрастни. Кај деца не треба да се isfрла така ригидно и така драстично нутриенси од исхраната. Се поголем проблем е покачената телесна тежина кај децата. Сведоци сме дека и кај нас е очигледен тој проблем. Каде сме во однос на светот? Еве тука можеме да погледнеме некои табели кои што се однесуваат на дебелината кај децата, односно прекумерната тежина кај децата. Така. На возраст од 7 до 9 години. Така, ора во што сме добри е во следењето. Значи, ние одамна учествуваме во ова иницијатива за следење на дебелина кај децата во Европа од 2010 година и имаме веќе тренд. Имаме веќе 3 до 4 точки да можеме да создадеме тренд. А ситуацијата кај нас гледате кај сме. Ние сме во горната половина на земјите. Јас се изненадив искрено кога видев оваа табела. Па нема потреба од изненадување пошто таму сме подолго време. А подолго време сме таму. Не ја менуваме ние место положбата, одиме малку горе и дули долу, меѓутоа интересно што Кипар и Грција се на прво место. Земјите со медитерански тип на исхрана. Не само Кипар и Грција, гледате Италија, Шпанија, Хрватска, Сан Марино, Малта, значи сите медитерански земји се таму. И тоа може да ни покажува дека медитеранскиот тип на исхрана кој што се смета за најздрав. Да, меѓутоа не залудно е, како се вика, оние нематеријално
незаштитено нематеријално богатство на УНЕСКО. Значи нешто што е реткост. УНЕСКО ја заштити медитеранската исхрана затоа што многу ретко веќе се применува. Се применува само во островски земји кои што немаат, како би рекол, нема таков упад на глобализацијата на нивниот остров или во нивниот регион. Меѓутоа, земјите кои што се развиени, како што се медитеранскиве земји, покажува дека и нивните деца се хранат исто како и нашите деца и дека и кај нив рекламирањето на храната и оние, како би рекол, што ги привлекува децата, бои реклами поврзани со исхраната е прилично присутно. Провокации на секој чекор. И провокација кои што родителите ги става во сериозни дилеми што да прават и како да прават. Тука имаме уште една табела која што се однесува на разликите помеѓу девојчињата и момчињата. Тоа е интересно кај нас. Тоа беше на претходниот слајд, вториот дел на табелата. Можеме да го видиме уште така. Тоа е интересно кај нас и ние пред една година тоа и го документиравме преку една публикација, еден труд, кој што покажува дека кај нас, гледате, тука сме 31-32 во однос на машки и женски кај нас се уште машките се подебели од девојчињата, како што мажите се подебели од жените и во адултно доба. Меѓутоа, промените во однос на почетокот од кога сме почнали ова да го следиме, значи пред 10 години, е тоа што драстично расте кај девојчињата преваленцата на зголемена телесна тежина и дебелина, а кај машките веќе достигнува плато и полека почнува да стагнира. Сега ќе видиме, ние сме во фаза на повторно собирање 2022 година, па ќе видиме каква ќе биде ситуацијата. Повторно собираме податоци оваа 2022. Дали само ова се однесува на начинот на исхрана или можеби и на тоа што децата понекогаш ги занемаруваат сигналите за ситост, па јадат повеќе отколку што им е потребно? Видете, јас децата не можам да ги окривам во ниедна варијанта. Не знам дали ги запоставуваат или не ги запоставуваат. Тука многу игра влијание нивната когнитивна моќ. Дали се тие моќни тоа да го проценат или да не го проценат. Дете на 7 години може да го процени, меѓутоа да ја дозволиме варијантот дека не може да процени дали баш е сито или не е. Тука е улогата и на околината, пред се на родителите, кои што, па и на наставниците, кои што веќе ги знаат, веќе и навиките на децата, секојдневно се со нив, па понекогаш да може би да направат определени ограничувања. Меѓутоа, тоа е тешко, не е едноставно. Клучно е, под број 1, на 2 нивоа јас велам дека може да го решиме проблемот. Прво се системските промени во однос на производите и реформулација нивна, а второ е нашата свест како родители, како семејства, како старатели на децата да видиме што можеме ние да направиме од кога системот се погрижил производите кои што ја купуваме да не бидат толку како се вика тоа, со голема концентрација на калории, а мала концентрација, нутритивно сиромашни, всушност калориски густи. А калориски густи, така. Какви треба да бидат оброците, еве колкави треба да бидат оброците на децата, како да знаеме што им е доволно? Зарем за секој оброк треба да пресметуваме калориска вредност или пак нутритивна? Не треба да пресметуваме. Апсолутно не треба да пресметуваме за секој оброк, тоа не треба да се случува, тоа е оптоварување кое што може да не одврати од здравиот начин на исхрана. Она што го кажав е, она што го спомнав и претходно, во таа чинија која што ја гледаме пред нас, да пробаме да направиме баланс на овоше и зеленчук, Но колку да ставиме, еве? Па тоа зависи од возраста. Сега некаде има такви мерки, јас не сум нутриционист па да можам точно да препорачам, меѓутоа можам да препорачам каква да биде рамнотежата на нутриенси. Секое дете е различно. Значи ние можеме да дадеме препораки за дете од 5 години колку, меѓутоа ако тоа дете од 5 години не напредно и некој дете од 5 години кое што е поситно, тие треба различна количина да јадат. Тоа зависи од нивниот праг на толеранција на храната. Меѓутоа треба да го следиме детето и да видиме кога, а тоа се учи уште од мало, нели? Кога тоа дете ќе биде сито и да ги гледаме знаците кај него. И да не охрабруваме она што ние така сме растеле во друго време, кога
знаете, ќе остане нешто во храната, па ајде дојади го, Се мора да као се не иде до смее да се. чинијата. Точно е дека храната треба да се цени и не треба да се фрла, меѓутоа таа храна не мора да се фрли што нема да се дојаде. Може и подоцна да се изеде, не мора баш во тој момент да ја изеде. Ако детето го оставило, веројатно тоа дете или не може да ја јаде таа храна, или е сито и не може повеќе да јаде. И ние треба да го поттикнуваме тоа кај детето, да го навикнеме да каже кога може веќе да каже, кога има доволна когнитивна моќ, да каже кога е најадено и не треба да форсираме. Да не форсираме, значи. Мојата професорка во Америка кога бе велеше, знаете што се здебелувате од тие два залаци кои што бабата или мајката ви вели да ги дојадете. Значи, тие два залака плюс што не ни треба. Ако детето рекло дека не му се јаде, значи не му се јаде. Да го почитуваме тоа. Ретко кој од нас тоа го прави, затоа што ќе погледнеме, секој од нас има некоја субјективна проценка колку тоа детето треба да изеде, но очигледно треба да се водиме и од потребите на детето што ќе ни ги каже, да му поверуваме. Да пробаме, да процениме и да го навикнеме детето и ние да се навикнеме да видиме колку тоа дете, колку е доволно за тоа дете. Стигнавме до навиките. Родителите во детска возраст може да влијаат што детето ќе јаде. Значи тоа е единствен период во кој што родителите може да влијаат силно на навиките на нивното дете. Кратко трае, вела дека ако детето научи во раната возраст да јаде зеленчук, овошје, па манџа, супа, нели, сето тоа ќе го применува и подоцна во животот. Какви се навиките во однос на исхраната кај нас? Еве можеме да видиме некои табели во однос на свежото овошје, зеленчукот, потоа овие се пијалоци засладени и пијалоци со засладен шеќер. Дали со шеќер, значи засладени со шеќер, да, со шеќер, тоа се најчесто не обични сокови. Да, и газирани и негазирани. Затоа што се вели да не се пијат сокови во првите 2 години од животот. Да. И дали имаат децата навика да јадат поедок кај нас? Еве да ги искоментирате какви се навиките кај нас. Бидејќи горе се дадени просеците на европско ниво, па можеме да видиме каде е Македонија во однос на тоа. Значи во однос на дневно консумирање на овошје сме на точно на просекот. Ако просекот е 43% од испитаниците, кај нас е 42, во однос на зеленчук сме тука е пак на просекот. 44 е просекот, а кај нас 36%. Она што е значаен проблем и за кој што треба сериозно да се загрижиме е ова консумирање најмалку 3 пати дневно на засладени безалкохолни пијалаци. Тоа се сокови, газирани, негазирани, сето тоа е вклучено. Апсолутно, за кој што има додаден шеќер. Значи кој што Каде сме тука да видам? Тука сме највисоко, тука сме освен на второ место во Европа и тоа е нешто за кое што ние треба сериозно да размислиме зошто се случува така. А има кај нас навика до храната започнува со сокче, професоре. Така е, веројатно и од таму се почнува, меѓутоа се почесто гледаме дека водата, односно хидратацијата, наместо со обична вода да се прави со некој ваков производ. Значи, дали бил тој леден чај, дали бил газиран, дали бил без негазиран пијалак, сите тие имаат додаден шеќер и ако кај дете знаеме колку тие се условно вкусни, и дека ако почнете да ги пиете, веројатно ќе сакате и да продолжите да ги пиете. Така што за земја која што има квалитетна вода за пиење на чешма, секој кај нас дома, најголем број од населението, не можам да речам секој, имаат квалитетна вода на чешма. И апсолутно е непотребно да се хидрираме со друг тип на течност, освен со таа вода. Немаме никаква потреба од тоа. Така што, јас пак ќе речам, нема потреба ни да се избегнуваат и никогаш да не се пробуваат. Меѓутоа, примарното хидрирање и при седнување на ручек или на заеднички оброк треба да биде чаша вода. Децата од најмала возраст да учат да пијат вода и да се избегнуваат сокчињата. А што е со појадокот? Мислам дека кај нас имаме навика. Има навика и тука сме во околу просекот и над просекот и добро е тоа, затоа што појадокот викат дека е нели сите таква има и поговорка. Да, поговорка дека е најважен оброк во текот на денот. Не бадијала не е тоа така, затоа што со појадокот ги земаме
енергетските и нутритивните елементи кои што ќе ги користиме во најголем дел од денот, односно во текот на денот кога ќе бидеме најактивни. Со ручекот веќе почнуваат да се намалуваат нашите активности во текот на денот. А тоа што ќе го земеме за појадок ќе ни помогне полесно да ги пребродиме саатите кои што се време во наша најголема активност. Така што тоа е во ред. Претпоставам дека и појадокот треба да биде разновиден, бидејќи се случува родителите да имаат проблем со нивното дете, да сака да јаде само 2 или 3 производа. И едно те исто постојано да јаде. Да. Треба да биде разновиден секако, меѓутоа како луѓе кои што имаме деца, да речеме, и се среќаваме и со секојдневно со нивните навики, знаеме дека не е лесно тоа да се направи, а меѓутоа треба да направиме се што е во наша моќ. Некогаш ништо не успева од тоа, меѓутоа се што е во наша моќ треба да направиме, понекогаш дури и првенствено со наш пример. Значи, ние можеме детето да го убедуваме како треба и што треба, меѓутоа ние ако со наш пример и ако не створиме околина во која што ние ќе јадеме разновидно, тогаш детето не можеме да очекуваме ништо од него. Пак, околината во која што живееме не треба да биде, како да не речеме, обезогена, значи да не промовира во однос на дебелината тој тип на ризици. Меѓутоа, пак ќе речам, да не сведуваме се на навиките на родителите и на децата. Прво што треба да направиме е да направиме околина надвор од домот, која што нема да ја увеземе во домот како обезогена. Значи, во околината во која што живееме, во таму каде што може да се во маркетите каде што купуваме, производите што ги купуваме, тие да не промовираат зголемена телесна тежина и дебелина. Оние земји кои што почнале да го решаваат тој проблем, никој не го решил целосно, нормално, затоа што тоа не зависи само од системот, зависи од нашите преференции. Меѓутоа, таму каде што почнало да се решава, во Европа, Португалија е добар пример за тоа, со значајни нивоа на зголемена телесна тежина и дебелина, кои што имаат надолен тренд и целосни промени во општеството поврзани со тоа. Имаме некои светли примери надвор од Европа, меѓутоа, прво е системското решавање, а второ се навиките на луѓето и нашите бидејќи тешко да се менуваат навики во една средина во која што сме бомбардирани со реклами за нездрави производи. И кога децата бараат, гледаат, особено во тинеџерската возраст, кога сите на ист начин почнуваат да се исхрануваат и тоа им е тренд. Но и физичката активност е нешто што влијае на вишок од килограми во детска возраст. И тука се правени анализи, како сме ние во споредба со останатите земји во Европа. За физичката активност немаме... Еве таа табела. Да, немаме доволно ниво на докази кои што ни покажуваат дека тоа ќе го смени нутритивниот статус во однос на антропометрија, односно во однос на зголемена телесна тежина и дебелина. Меѓутоа, физичката активност има големо влијание врз целокупното здравје. И физичката активност првенствено треба да ја практикуваме не за да го решиме нашиот проблем со дебелина доколку го имаме, туку за да го подобриме нашето здравје. Препораките за исхрана велат дека за децата од над 5 години до 18 треба минимум 60 минути во текот на денот да бидат физички активни. И добра страна во однос на нашата активноста на нашите деца е тоа што нашите деца имаат 3 пати неделно физичко воспитување доколку одат во школа. И тоа е многу добро. Тука можам да речам дека сме во врвот на Европа во бројот на саати кои што задолжително треба да ги поминат со физичка активност. Сега не навлегувам како таа се практикува и така натаму. И тука има промени, затоа што кај помладите деца веќе е воведена така наречена тандем настава, покрај наставникот одделенски на физичко имаат и уште еден учител по физичко кој што е образован со факултет за физичка култура и кој што многу подобро знае од наставникот кој што ја немал таа едукација како да ја практикува. Тоа го немаше до пред 3-4 години и тоа е нешто кое што го направивме, тоа е позитивна промена. Меѓутоа, овдека мериме други индикатори, например, патување од и до училиште и ние гледаме, например, каде сме таму, дека 65, значи сме над европскиот просек, затоа што веројатно има причина зошто
Децата може да пешачат или да возат велосипед. Тоа е во ред. За тоа може да придонесе и целата околина, доколку е безбедно одењето. Луѓето многу полесно ќе опуштат детето доколку не мора да преминува улици или доколку има патеки, доколку има и велосипедски патеки. Доколку има една безбедна околина, да, и сообраќајна култура, апсолутно. Па и доколку воздухот е чист, понекогаш велиме ајде да стигнеме што поскоро влези во кола, да не го дишаш загадениот воздух во зимските денови. Повеќе фактори влијаат. Точно така. Затоа гледаме дека ваму каде што се поминуваат тоа е ова третата колона, каде што поминуваме најмалку 1 час, тоа е заради тие часови по физичко воспитување и гледаме дека сме некаде на средината, 88%. Меѓутоа, многу сме лоши ваму каде што имаме најмалку 2 часа неделно, каде што се екстракурикуларни би рекол активности надвор од училиштето. Таму гледаме дека сме на дното на Европа. И за тоа мора да се запрашаме зошто е тоа така и зошто децата надвор од училиштето морат да платат за да бидат физички активни. Тоа е нешто кое што во Македонија е тренд и бесплатната физичка активност надвор од училиштето скоро и да ја нема. Значи таа не е субвенционирана и децата во превод тој што има пари неговото дете ќе биде физички активно, а оние кои што се во понеповолна ситуација нема да може да практикуваат физичка активност. На што мора да се влие? Тоа што мора да се влие и еден тип на ова промовира и нееднаквости во нашето општество кои што треба да се размисли како да се решат. А што е со ова последната колона која што се однесува на престој пред екрани? Време поминато пред екран, да. Видите, овој индикатор многу тешко може точно да се определи, затоа што ние можеме да го определиме на конвенционалните медиуми. Сега телевизијата е конвенционален медиум, не е од најновите медиуми. Други дигитални медиуми го преземаат приматот од тип на социјални медиуми, онлайн игри и така натаму, каде што исто така децата се навлекуваат на производи и внатре во самите игри. Сега веќе тоа е малку по-фер, па пишува ако бесплатно ја симнете играта дека во неа има реклами, тоа е во стартот на играта. Меѓутоа дури во тој тип на комуникација, социјална активност меѓу деца кои што може да се во ист град или во различни градови и играат некоја мрежна игра, внатре во самата игра тие гледаат реклами кои што ние тешко можеме да ги контролираме. И тоа е еден тип на друга регулација која што е екстремно комплексна. Меѓутоа, во однос на телевизијата и во однос на рекламирањето на телевизија, тука може да се направи и пак може да учиме од земјите кои што тоа го направиле и кои што имаат позитивни резултати во однос на тоа. Значи, професоре, за да се влие на дебелината во детска возраст, треба на вистина системски и крупни промени. Да. Не е само тука индивидуалниот пристап, решение. Јас тоа пробувам насекаде да го кажам и на моите средби со речем луѓето кои што се носители на одлуки, кои што можат да направат промени, им кажувам дека само еден ако направи промена, промената нема да се случи. Треба координирана активност и треба свесност на сите чинители во општеството. Некогаш профитот на вистина треба да биде, јас разбирам дека биде примарен, меѓутоа не на во однос на намалување на зголемување на ризиците по здравието, особено, па и на возрастните, меѓутоа особено кај нашите деца. Значи, тука треба да работиме и со оние кои што произведуваат храна и со оние кои што го регулираат тоа произведување на храна. Треба еден да се отвори континуиран диалог кој што нема да заврши на еден состанок или два. Тука ќе биде отворена врата за комуникација помеѓу сите чинители за да може да се направат овие промени. Само во еден сектор промените нема да резултираат со промена на ситуацијата различна да биде од она што ние денес. Така, во германскиот парламент веќе се разговара за промени во начинот на исхрана. Ние, како што видовме на оној графикон за дебелина кај деца се наоѓаме во горниот дел, во горната третина, треба очигледно да се разговара очигледно кај нас. Да почнеме да разговараме меѓу секторите. Светска здравствена организација викаше healthy null, значи здравието треба да биде healthy null policy, значи во сите сектори на општеството да се разговара за здравието, и во транспорт и врски,
и во во економија и во финанси, секаде е здравјето. Така. Не само во Министерството за здравство. Така. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување и за деталните појаснувања за оваа комплексна тема. Благодарам за поканата. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. Имајте пријатен ден.